Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Една година од актуелниот парламентарен состав во Собранието на Македонија. Прилеп е застапен со 4 пратеници. Производите на витаминка на престижниот China Sets Expo 2025 во Кина. Во ликовната галерија при Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде отворена изложбата на скулптури Рефлексивна привлечност. Кривична пријава за работи одговорен во стрелачкиот клуб во Прилеп за несовесно работење. Времето денеска променливо облачно и потопло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Една година од актуелниот парламентарен состав во Собранието на Македонија. Прилеп е застапен со 4 пратеници. Што направија прилепските пратеници за подобар прилеп и поквалитетен живот на прилепчани? Во програмата Радио што се гледа, разговаравме со Дејан Продановски од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ. Иако е краток рок, една година, можеби мандатот една четвртина, но сметам дека се направија сериозни исчекори и направивме, можеби не лично како пратеници, но комплет во извршна и законодавна власт, да Прилеп изгледа малку поразлично од она што беше во претходниот мандат. Се случуваат сериозни економски раздвижувања, политиките на владата се однесуваат особено на развој на локалната економија, преточена преку проекти кои што и средства од владата испратени до локалната самоуправа за да го подобри квалитетот на живот на нашите сограѓани. И сведоци сте и сами дека и на првиот повик поминаа неколку проекти кои што значат подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на општина Прилеп, но и со овој втор повик кој што не знам точно, мислам дека е во завршна фаза и се очекува да бидат објавени, и тука сме застапени со сериозен број на проекти. Ветувањето предизборно се остварува и средствата се во висина онака како што беше договорено, односно како што беше ветено пред нашите сограѓани, особено граѓаните на изборната единица 4 или на нашиот град, ако сакаме микролокацијски да разгледуваме. Ние сме најголема општина по територија и сметам дека сосем е доволно овие средства покрај буџетот на општина Прилеп да влезат во развој на нашиот град. Општинава наша има сериозна економска активност,
таа економска активност дополнително би се раздвижила и со оние средства кои што беа на располагање на стопанството од така наречениот унгарски кредит, и тоа и од неколку компании има информации дека конкурира и добија средства и со тоа го подобрија нивниот начин на функционирање. Со тие средства збогатија дел од своите производствени капацитети, излегоа, се надевам, надвор од рамките на нашава држава, затоа што единствената цел е тоа да расте бруто домашниот производ. Витаминка годинава е дел од четвртото издание на China Sets Expo 2025, меѓународен саем за потрошувачки производи, кој се одржува од 22 до 25 мај во Нинбо, Кина. Настанот, кој представува единствен национален институционален саем во Кина, посветен на соработката со земјите од Централна и Источна Европа, на едно место собира стотици компании со цел унапредување на трговијата и економската соработка со кинескиот пазар. Учеството на Витаминка на саемот е значаен чекор за отворање кон нови пазари и интернационализација на нашите брендови. Настанот ќе ни овозможи директна промоција на нашите производи пред глобална публика и остварување контакти што може да резултираат со нови извозни договори, вели Игор Рибар, подрачен шеф во извоз во Витаминка. China Sets Expo 2025 се одржува под мотото Нови визии за еднината. Големиот настан ќе вклучува церемонија на отворање, сесии за поврзување на бизниси и активности за промоција на инвестиции, културна размена и трговска изложба која ќе се простира на 80.000 квадратни метри. Присуството на Витаминка на ваков престижен саем ја потврдува посветеноста на компанијата кон проширување на своето меѓународно присуство, а истовремено представува и вреден придонес за промоцијата на македонската храна и прехранбената индустрија во светски рамки. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во март 2025 изнесува 44.763 денари и во однос на истиот месец лани е повисока за 10,5%, соопшти Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите образование 15,8%, рударство и вадење на камен за 14,1% и административни и помошни услужни дејности за 12,5%. Зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите рударство и вадење на камен за 12,3%, уметност, забава и рекреација за 6,8% и преработувачка индустрија за 6,4%. Во ликовната галерија при Центарот за култура Марко Цепенков утре 23 мај петок од 18 часот и 30 минути ќе биде отворена изложбата на скулптури Рефлексивна привлечност од академскиот скулптор Слободан Милошевски. Изложбата е дел од годишната програма на Центарот за 2025 поддржана од Министерството за култура и туризам, а ќе биде достапна за публиката до 5 јуни 2025. Низ призмата на оваа изложба на скулпторот Слободан Милошевски, публиката има можност уште еднаш да види иновативна скулптура која се карактеризира со две особини: начинот на кој се користи материјалот, во овој случај станува збор за метал, и за концептот на артикулирање идеи кои се од доменот на духовното. Од полициската хроника. Секторот за внатрешни работи Битола поднесе кривична пријава против лицето КЧ, 42 годишен од Прилеп, одговорно лице во стрелачки клуб во Прилеп, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Во периодот од 2.4. до 4.4. 2024 полициски службеници извршиле контрола во стрелачкиот клуб, при што било констатирано дека недостасувале поголем дел од воздушните пиштоли и пушки, на дел од воздушните пушки не биле читливи фабричките броеви, а дел од оружјето кое го има во клубот не било регистрирано во системот за регистрирање и управување со оружје во Министерството за внатрешни работи. Временска прогноза.
Времето денеска променливо облачно и топло со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Попладне наместа ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Во Прилеп минималната температура се спушти до 14, а максималната ќе достигне до 22 степени Целзиусови. Според најавите, утре ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со умерен југозападен ветер. Под влијание на нов влажен бран во деновите од викендот ќе има врнежи од дожд, локално во форма на невреме со пообилен дожд од над 30 литри на квадратен метар, проследен со грмежи и засилен ветер. Дневните температури ќе бидат во опаѓање. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.